Точно е дека јас кажав дека сум отворен и владата е отворена. А ако ги погледнете првите 100 дена од работењето на оваа влада, тогаш ќе заклучите самите и целата јавност дека сите одлуки кои што се носеа низ еден широк инклузивен процес. Прво би започнал со зголемувањето на минималната плата, таа се носеше низ инклузивен процес со сите синдикати. Потоа зголемувањето на пензиите низ инклузивен процес со сите здруженија на пензионери, односно со најголемата асоциација на пензионери. Воведувањето, односно подготовката на 26 антикризни мерки, пакет тежок 400 милиони евра, се направи низ инклузивен процес со сите стопански комори, со сите представници на академската заедница, со најеминентните економисти од државата. На тој состанок, односно на тие консултации кои што беа во владата, не дојдоа единствено двајца еминентни, би кажал, економисти, меѓутоа кои што се членови на тела на ВМРО ДПМН не дојдоа, не ја прифатија поканата да дојдат. Исто така во парламентот се одвива најнормална парламентарна дебата во која што учествуваат сите политички партии. Јас имам дневни контакти со представници на политички партии. Што се однесува до соработката во парламентот и вашето прашање во однос на најавите на опозицијата, јас кажав вчера и пред тоа дека се работи за еден исклучително неодговорен однос, значи неодговорен, инфантилен однос од страна на председателот на опозицијата, кој што класично врши мобинг на неговите пратеници, да блокираат во собрание нешто што не треба да се блокира. Собранието треба да представува место каде што се носат закони, каде што се унапредуваат закони, бидејќи тие закони не се носат ниту за владата, ниту за политичките партии, тие закони се носат за граѓаните и за компаниите кои што ја унапредуваат оваа држава. Само за споредба, односно како пример, веќе има во собранието неколку закони кои што се подготвени со измени на барање на инвеститори, како што е инвеститорот што сме денеска тука, кој што го унапредува нивното работење, која што законска измена ќе им овозможи забрзување на нивниот производствен процес и на логистичките процеси, ќе зголеми нивната продажба, а тоа ќе значи зголемување на бројот на работни места и секако зголемување и на платите на постојните вработени. Со блокирање не се прави штета ниту на владата, не се прави штета ниту на собранието, се прави единствено штета на компаниите и на граѓаните на државата. Уште еднаш би повторил, едно исклучително неодговорно однесување во време на најголема светска економска криза, во време на војна во Европа, која што е на само 1000 километри од нас, во време, а за тоа малку се зборува, на голем локдаун кој што го има во Кина и од каде што веќе се во изминатиот период има намалена трговија и транспорт и соработка со компаниите кои што користат од таму производи, што го спомена и директорот на Маркат, што значи дека јас единствено можам да ги повикам сите пратеници да бидат на ниво на својата задача, бидејќи тие не се избрани од председател на политичка партија кој што впрочем и добива наредби од Будимпешта како да се однесува и што да прави, бидејќи ако сте ветувале, ако сте добиле нешто за што другите веројатно не треба да знаат, тоа сигурно го води неговото однесување. Меѓутоа пратениците треба да бидат одговорни бидејќи тие се избрани од народот и треба да работат за потребите и за напредувањето на животот на граѓаните. Јас и вчера имав телевизиско интервју на кое што кажав дека ова е најкризната година после Втората светска војна, според она што го гледаме во моментов, не очекува веројатно и најтешката зима со која што се има соочено нашата генерација и генерациите пред нас. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е партија која што докажала дека секогаш низ диалог ги носи своите политики, бидејќи сме докажале дека собранието секогаш сме го користеле како место за дебата, за разлика од ВМРО ДПМН, кои што денес блокираат, а во минатото истото тоа собрание во неколку наврати го имаат користено и како место за насилство.